Поради големиот страф и паника да не се заразиме со COVID-19, голем дел од нас на своја рака решија да поработат на зајакнување на имунитетот. Разни витамини, суплементи, додатоци во исхраната се бараат се повеќе во аптеките, но ретко кога тоа се прави по препорака од лекар, најчесто е на своја рака. Но колку што можат да ни помогнат, толку неправилно користење и зголемено внесување на одредени витамини во организмот може да ни наштети. Токсикологот доктор Беќаровски алармира. Многу е важно да се знае кои точно витамини треба да се пијат и во колкави дози. Затоа предупредува дека е неопходно матичниот лекар да одреди. Едноставно населението е исплашено и во таква исплашена состојба по секој совет кој што ќе го добие посегнув. Мојата генерална препорака ќе биде следната. Првен, контактирајте со вашите матични лекари, барајте од нив точно протокол по кој што ќе се лечите и придржувајте се. Друг проблем е екстремниот внес на витамини, суплементи и така натаму. Јас би апелирал, не е голем проблемот може со С витамин затоа што високот од витаминот се лачи. Меѓутоа, екстремно високи дози давање на Д витамин може да предизвика и хипервитаминоза, каде што дел од симптомите па може понатаму да имитираат на слични, односно да сугерираат и на COVID, на лажна COVID инфекција. Значи, сето ова сепак нека биде во консултација со матичниот лекар. Пациентите со COVID-19 кои имаат полесна клиничка слика и се лекуваат дома, голем дел од нив земаат на своја рака и антибиотици. Според лекарите тоа е недозволиво. Докторите постојано алармираат дека антибиотиците действуваат врз бактерии, а не врз вируси, и дека тие може да бидат препишани за да се избегне или излекува бактериска инфекција. Инаку најбарани витамини од почетокот на пандемијата се витамин С, Д, цинк, селен и магнезиум, а најбаран антибиотик, но и најкористен е сумомедот.